Немаме право да уживаме во среќата ако не ја делиме со другите, токму како ниво богатството, ако и за другите не го произведуваме. Со оваа мисла ја стартуваме вечерната емисија како лајт мотив на одлуката која падна деновиве. Воведување прогресивен данок. Прогресивен данок за намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните или пак мерка што ќе влијае врз средната класа. Што ќе се подобри во животот на граѓаните со новите давачки? Ќе имаме ли подобро здравство, администрација, училишта, подобра социјална слика? Економијата тема на вечерашната емисија на 24 отворено, а непосреден повод за фаќањата од стопанството кои што се најавени овие денови. Во студиото вечерва со нас е Драган Тевдовски, министер за финансии, кој што ја промовираше оваа даночна реформа. Добра вечер за вас во студиото на 24. Добро вечер. Господинот Трајко Славевски, еден од креаторите на претходниот даночен систем, да наречам, во кој што рамниот данок беше тој што беше водилка во економијата. Добра вечер и за вас, ќе имаме време да дебатираме. Добра вечер велам за Данела Арсовска од бизнис заедницата, од Сојузот на стопански комори, кои секако имаат што да кажат за овие најнови случувања во економијата, кои што се најавени за од 2019 година. Во студиото ќе биде присутен многу наскоро и поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини, така да ќе заокружиме една, се надевам, добра и аргументирана економска дебата. Тука се и студентите од економски и од правен факултет, од Универзитетот Кирил и Методи, што значи дека ветува плодна расправа, особено во услови кога на масата седат и двајца професори. Господин Тевдовски, даночната реформа предизвика доста бура во јавноста, од тоа дека е лоша за бизнисот, до тоа дека нема многу да придонесе на другата страна, за некои пак зафаќањето е мало, требало да биде и дури понизок прагот на оданочување. Станува збор за концепти, се разбира, прогресивен или рамен данок. Вие како левичари се определувате и тоа и го најавте претходно за овој прогресивен данок. Накусо, зошто сметате дека е добро? Прво би требало, бидејќи викате како левичари, треба да се каже дека прогресивниот или праведен данок е нешто што доминира во Европската Унија, постои во Америка, значи постои во многу попросперитетни, понапредни општества кои што имаат и повисок животен стандард од нас. Зошто? Верувам дека сите ќе се сложиме тука дека буџетските приходи во Македонија се едни од најниските во Европа. Тоа значи дека државата има помоцни средства да прави квалитетно јавно здравство, образование, да има трансфери во социјалата према најранливите. Сега, ја до сега давав различни примери, бидејќи се студенти тука, би требало да кажеме дека за мене е поразително тоа што образованието, односно според PISA тестовите, имаме едно од полошите образованија, јавни образованија. Тоа значи дека квалификациите, знаењата и вештините на тие што одат во образовниот систем треба да бидат многу подобри од тоа што се, ако сакаме тие младите да имаат подобар животен стандард. Ја себе денес имавме одлична дебата со Стопанската комора, каде што кажав дека дури и со плата како министер не можам да си дозволам моите деца да одат во приватни школи, а што е пак со сите останати кои што имаат многу пониски плати од министерска. Сега, ова е едниот аспект, тоа значи дека во Македонија ни требаат модели, значи поправедни, кои што ќе ни овозможат да имаме поголеми трансфери, повеќе средства да градиме јавно образование, здравство, социјала. Да, точно е. Сега вие кажавте некои екстреми што се зборуваат околу реформата. Нашата идеја уште кога ја дизајниравме, кога бевме во опозиција, беше да бидеме умерени. Зошто? Бидејќи праведното оданочување или концептот на оданочување треба да биде баланс помеѓу неефикасноста на пазарот и неефикасноста на институциите. Знаеме ние дека треба да се направи корекција на тоа како пазарот ги распределува плати, дивиденди, сето останато како награда на економските агенти, но од иста страна знаеме дека ние не сме општества како некои многу поразвиени каде што луѓето
веруваат силно во тоа како се трошат парите преку институциите, затоа се определивме да одиме со праведно ночување кое што ќе воведе дополнителна маргинална ставка. Зошто токму со стапката од 1500 евра се определи како гранична? Кога претходно вие најавте дека таа ќе биде 1000 евра, сметајќи дека така ќе направите поправедно општество, тоа произлезе од дебатата во владата внатре, во меѓу ресорите? Ја мислам дека не постоело за ниедна промена на закон толкава дискусија во јавноста. Точно е дека ние некаде во февруари-март зборувавме за прак, за прогресијата од 1000 евра, но го слушнавме гласот на јавноста, на коморите кои што бараа повисок прак, потоа се одлучивме да одиме со прак кој што ќе одговара на 1% лицата со највисок доход. Мислиме дека е исправен. Зошто? Бидејќи лицата со највисок доход во 2017, тие кои што влегуваат во 1%, имаат просечен месечен доход од 4486 евра, што е 14,4 пати повеќе од просечниот доход на земјата, кој што е 311 евра, а сега вреди да се каже дека 70% од граѓаните кај нас имаат под 311 евра доход месечно. Добро. Господин Славевски, претпоставувам вие и концептуално и стратегиски сте против овој тип на прогресивно оденачување. Дури прочитав една ваша изјава пред малку дека ова ќе доуништи економијата. Зошто? Видите, добра беше она мисла, цитатот на почетокот, дека треба среќата и богатството да ги делиме и со другите, за да може да уживаме заедно со нив. Но богатството треба прво да го создадеме. Значи, ние направивме систем со оведувањето на рамниот данок во кој што ќе се создава богатство. Односно, предиспозициите се за мотивација, за инвестиции, за вработувања. Тоа се покажа, стапката на невработеност со системот кој што го затекнавме, прогресивен, ако сега тоа го поврзуваме, на оденачување, со стапки од 15, 18 и 24% за персоналниот данок од доход, не остави, а доведе земјата до 38% на стапка на невработеност. Стапка на невработеност која што ја нема ниту една земја. Толку беше стапката на невработеност во 2006 година. Значи, богатството треба да се создаде, треба да најдеме начин, систем како да создадеме богатство. Тоа не е единствен критериум за создавање на доход, сигурно не е даночната политика, има многу други кои што влијаат на економијата. Ако сакате неколку коментари на излагањето на колегата министер, за да развиеме дебата, како што не е единствен критериум колку изнесува даночното оптоварување за тоа какво школство, здравство и така натаму ќе имаме, какви резултати ќе постигнуваат нашите деца на PISA тестовите. Министре, неколку пати го кажавте ова со приватно училиште и сега го повторивте. Јас не можам да разберам како министер во земја каде што 99,99% од дечињата учат во јавни училишта, вие се залагате за јавното образование, сега размислува за приватни училишта. Моите деца завршија во јавното школство, двајта се професионалци, моите внуци учат во јавни училишта, така што не гледам некоја паралела меѓу министерската плата и неможноста да ги запишете децата во приватно училиште. Зошто го кажав? Добро прашање, бидејќи гледаме дека со PISA тестовите јавното образование низ многу години било рушено. И квалитетот кој што значи, видовме и Human Capital Index на Светска банка покажа дека квалитетот на јавното образование, посебно во последната деценија, е многу опаднат. Сега, тие кои што се поимотни, што имаат повеќе пари, се одлучуваат, се одлучуваат своите деца да ги однесат во приватно. Сега, ја имам ќерка која што оди во јавно. Јас сакам моите деца да си одат во јавно училиште, но сега зборуваме, ако државата треба подобро да го финансира јавното и здравство и образование, а тоа, например, ја имам податоци од кога е воведен рамниот данок, дека приходите како стапка од БДП во Македонија се намалени. Кои приходи? Значи, буџетските приходи. Ако 2005 година вкупните? Да, апсолутно. Вкупните, да. Да знаеме зашто зборуваме. Ако изнесувале некаде
2,5%. Еве ги, овде ако може и камерата да види. Да, може, секако. Значи 2005-2006 кога имало прогресивен данок, значи 2,6-2,5% од БДП. При воведувањето буџетски приходи, не е тоа вкупни буџетски приходи? Ве прашав да буџетски приходи од данокот, од персонален данок на доход како процент од БДП. Тоа значи дека рамниот данок од кога е воведен, да имало влијание на глобалната криза, но буџетските приходи биле намалени на 2% од БДП. Тоа кои се последиците? Значи последиците се да имаме проблеми со јавното здравство и образование, имаме ниски социјални трансфери, кои што, ако сакаме идните наши генерации, нашите деца, да имаат подобри знаења, подобри вештини, ние не смееме да одиме со политики кои што само ќе одат со рамни даноци, кои што се нефер, туку ќе имаме политики кои што не дозволите. Да одговорам, јас имам прашање. Не, ама за мене е прашањето. Кои што ќе практично ќе зафаќаат повеќе од некои кои што имаат, а ќе носат кај некои кои што ќе треба да создаваат услуги. Исто така, вие спомнавте околу невработеноста. Сега, и ова треба да го расчистиме прво кога зборуваме за праведно даночување. Ова што ние го предлагаме како концепт, тоа апсолутно не представува товар за фирмите. Зошто? Бидејќи на бруто плата од 140.000 денари, тоа е некаде во нето 92. Зошто 140.000 денари? Не, па тие кои што се зафатени во нето 92.000 денари, дополнителниот данок што треба, дополнителниот данок е 289 денари. Тоа значи, вие ако викате дека имате опасност да се случи нешто со невработеноста, а апсолутно нема, тоа значи дека некој менаџер кој што зема таква плата ќе одлучи заради тие дополнителни 280 денари да се одјави и да си отиде во сива економија, што апсолутно нема да се случи. Добро, сакате да кажете дека ова ќе погоди повеќе менаџерски позиции, менаџерски позиции кои што... Не велам дека ќе погоди, велам дека апсолутно нема да влијае на невработеноста. Истиви аргументи се дава кога ја воведувавме, кога ја зголемивме сериозно минималната плата, тогаш аргументите беа дека ова ќе создаде невработеност, дека луѓе ќе останат без работа, апсолутно не. Воведувањето на минималната плата може да се види дека по неја стапката на невработеност уште беше намалена. Нека ви одговорам подоцна да дадеме простор на дамата и се извинувам ако може да го распределуваме времето. Не, одлично си беше времето, ама вие му поставивте прашање на Тевдовски, па веројатно за тоа требаше да... Ама прашање од 30 секунди да се одговара 5 минути. Добро, Арсовска, ќе влијае ли ова за фирмите? Во меѓувреме само да кажам дека тука е веќе господинот Џевдет Хередини, кој што се разбира ќе даде и друг шмек на ова дебата, но претходно одиме со дамата, додека Хередини се прилагоди во студиото. Арсовска, како ова ќе влијае на фирмите? Ја прочитав и ваша една изјава денеска, дека барате одложување на оваа даночна реформа, заради тоа што премногу рано се најавуваат промените, односно за неполни 2 месеци. Мислите ли дека овие се козметички или навистина ќе имаат некаков импакт во бизнисот кој што вам ќе ви пречи? Накратко, значи, во структурата на македонското стопанство, како што и знаете, над 99% од фирмите се, околу 99,6% отприлика, да бидеме по-прецизни, се микро, мали и средни предпријатија. Така да големите компании, особено и оние дејности кои што имаат во својата структура и кои што ќе бидат опфатени, тука мислам дека добра е анализата делимично која што ја даде Министерството, дека ќе опфати многу мала бројка на оние кои што ќе бидат зафатени со овој дел од платата. Мала бројка на луѓе. Мала бројка на луѓе, да. Меѓутоа, она кое што ги загрижува, она кое што денеска ние го презентиравме на пресконференцијата која што ја одржавме, беше дека најпрво се работи за нешто кое што сметаме дека немаше доволно дискусија за да може да се дадат конструктивни решенија, односно да се даде наш инпут како понатаму не би имало проблеми при имплементацијата. Затоа што да разбереме малку појасно и да им биде појасно на гледачите, значи го спуштаме сега ја спуштаме топката малце да им појасниме што всушност се случува со овие измени, тие не ги опфаќаат само платите. Значи, тука се договорите на дела преку хонорарите кои што ќе треба да се опфаќаат. Тие се опфатени. Секој приход.
секој приход на 90.000 денари, значи не е само платата опфатена. Опфатени се договорите на дело и односно хонорарите кои што ги опфаќа една навистина критична категорија на луѓе кои што се дефицитарни во Република Македонија, со кои што и ние самите како стопанство имаме проблеми да ги задржиме во Република Македонија. Вториот момент, опфатени се неколку сегменти во кои што се обидуваме да им дадеме еден ветер во грбот како би се развиле или би постигнале некој одреден ниво, на задоволително ниво, како што е тргувањето, пазарот на хартиите на вредност. Значи ќе се ограничуваат капиталните добивки, дивидендите, компаниите на крајот по успешноста кои што ќе ги делат во сопственото работење. Опфатени се понатаму даноци во осигурувањето, опфатени се даноци во пензискиот столб. Многу сегменти има кои што се опфатени, значи не е ова една дебата која што треба да поизлезе и ние да дискутираме сега до донесувањето исклучиво на тоа што ќе се случи со една група на луѓе кои што имаат приходи над 90.000 денари. Најголемиот дел од граѓаните во Република Македонија или 90% гледате дека од овие анкети кои што излегоа и од Светската банка и од нашите домашни институции е дека секој трети човек е на работ на сиромаштијата. Значи никој од тие луѓе нема да биде опфатен во овој дел вие кој што го спомнуваме или кој што го зборуваме и практично микро, малите и средните предпријатија сите се борат да достигнат таква плата. Никој од тие луѓе сега во овој момент нема да му бидеускратена. Меѓутоа дали ќе добијат нешто повеќе со оваа реформа? Што ќе добијат повеќе со оваа реформа? Мислите дали ќе добијат фирмите и компаниите? Генерално Бидејќи другиот став е дека ќе добијат, на пример, социјалата, колку разбрав јас добро Тевдовски, дека тие пари ќе се прелеат 25 милиони во буџетот на Министерство за труд и социјала, практично, сега зборуваме вака преведено на еден обичен речник, од каде што ќе се користат за зголемување на она социјална помош. За редизајнирање на системот тамо, за да се воведе минимален адекватен приход, по урнек на земји од ЕУ. Меѓутоа тоа е минорен дел кој што е опфатен и во апсолутно смисла на зборот. Јас не познавам еден човек во Република Македонија кој што ќе го прашате дали е за правично донаучување или е за правично распоредување на приходите, односно да имаме општество кое што ќе се базира на еднаквост, дека еден ќе се појави што ќе рече не, јас сум против. Сите се за таа теза, сите се за тој постулат и сите сакаат да имаме правично и граѓанско општество. Меѓутоа, она кое што треба да се разбере е дека приватниот сектор смета дека ќе има далекосежни импликации со ваквото решение кое што е врзано. Далекосежни импликации кога ќе кажете не? Најпрво несигурноста. Број 1 несигурноста, значи нафрлате нешто. Секогаш кога има некој нов данок кога се оведува, постои одредена несигурност. Не се работи за нов данок, се работи за според директивите, не само односно препораките не само на Европската унија, туку и на Советот на Европа. Препораките се дека сите закони треба да се драфтираат од минимум 9 месеци па нагоре и дека во примарната легислатива како што е законот и подзаконските акти кои што се секундарна легислатива, треба да биде вклучено секој оној кој што е засегната страна, значи и граѓанските организации, меѓутоа и бизнес заедницата која што директно тангира. Ние не сме вклучени. Сите стопански комори има еден став во 9 месец изнесен дека треба да има одложена примена ова и сега одеднаш како гром од ведро небо, за 2 месеци треба да отпочнеме со имплементација. Никој ова не го планирал во своите буџети. Затоа велам ќе има далекосежни импликации. Луѓето имаат несигурност. Ова внесува несигурност. Добро, ќе ве молам Тевдовски веднаш да одговориме. Зошто толку брзање со Мислам дека апсолутно не е брзање, туку ние ова го најавуваме повеќе од 2 години, повеќе од 2 години има дискусија во јавноста да биде Министерството за финансии на ниво. Значи ние не само што го ставивме законот да можат сите да го видат, туку има објавено и придружни материјали, има брошури, многу бројки, податоци, апсолутно, кои што може да се прочитаат. Тоа ви кажа госпоѓата Даниела, нели дека најавата за тоа дека ама за закон зборуваме. Стоеше и во програма кога бевме во опозиција и во програма на влада стои. Значи мислиме дека за сега и вие убаво кажавте. Мислам дека во Македонија треба повеќе да зборуваме за концептот дали сакаме праведно општество, дали сакаме да направиме чекори натаму или не. Тоа е клучно прашање. Денеска имавме одлична дебата со исто така со коморите, со големите бизниси кои што го зборувавме тоа и сите се сложуваат дека во Македонија треба да направиме чекори во кои што сега 25 милиони евра ќе користиме за дел да се финансира програма на многу подобро
таргетирање на социјалната помош. Јас не би се согласил дека е минерно, бидејќи многу семејства ќе бидат опфатени, многу деца ќе добијат детски додатоци, ќе имаат повеќе можности, ќе имаат повеќе средства и додат во училиште. Значи, апсолутно тоа не е минорна програма, а со тоа правиме од една страна ќе влезат кај најсиромашни граѓани кои што тие пари ќе ги искористат во потрошувачка, а еве гледам дека и тука се согласуваат, верувам сите, дека ова не е никакво, односно нема да представува оптоварување за бизнисите. Добро. Младен, само неколку збора, затоа што го преостапив овој. 25 милиони евра се 5% од вредноста на, ако не се лажам во пресметката, на евроврзницата, нели, која што ја земавме на почетокот на годината и која што стои на сметката на Министерство за финансии во Народна банка на Република Македонија. Мислам, како, видите, парите кои ќе соберат во буџетот, на англиски те кажуваат, парите се fungible, тоа значи дека не се знае кој е зашто. И досега, ево, оваа година можеше да се предвидат, не 25, можеше 50 милиони евра да се предвидат за изградба, доградба, осовременување на училишта, болници, зголемување на социјална помош и така натаму и така натаму. Така да е бизарно да се тврди сега, ево, 25 милиони собираме како Робин Худ, нели, кој што ги ограбувал богатите, да ги на некој начин награди сиромашните, така што овие тези да речам, може да верувајте и моите студенти се чудат на плиткоста на ваквите тези, односно објаснувањата. Праведно општество, се видам сега, министре, ве слушавме, да речем, 90%. Прво, како плиткоста на овие тези? Праведно општество. Ама знаете ли какви имаме долгови за враќање? Вие викате, превзимајте си и не мисли, значи тоа беше политиката на претходната власт. Значи ни остави огромни ариерс, неизмирени обврски, значи на централно ниво кои што изнесува некаде 5,1 милиарда денари, еве ние ги намаливме, ни претходната власт за даноци, зборуваме за даноци. Вие знаете што викате? Дозволете да завршам за праведно општество. Прво мислам дека треба да биде праведно општество ќе постигнете со коректен суд. Да, па не, викате. Не, ама вие ме прекинувате сега. Бидете коректен, дајте ми да зборувам. Значи праведно општество, ако мислите ќе постигнете со тоа што ќе донесете по вашите пресметки 1000, ја мислам не ќе бидат 1000, туку ќе бидат можеби 10.000 и така натаму. Вие сте далеку од праведно општество. Праведно општество многу треба да се работи да биде општеството праведно. Ако мислите дека со вакви дали треба да направиме чекори према праведно општество. Значи ова е чекор према праведно. Знаете зошто? Чекор према праведно општество е да намалите, да речем, да се борите против дискриминацијата на работното место. Да ги штитите, инспекцијските органи да ги штитат вработените, да се плаќа прековремената работа и така натаму. Да нема злоставување на работните места, злоупотреби и слично. Тоа се чекори кон праведно општество. Ова што вие го правите е најмалиот, верувате, и најнезначаен чекор кон праведно општество. Мислам, ако мислите, благодарам, само да завршите. Да, ја сватив поентата, сакам да го вклучам тука господинот Хајреджини. Бидејќи се кажани многу работи, две кои што се клучни. Првата, мислам дека политиката која што постоела само да се презимаат товарски, а да не се води сметка за иднината, значи таа ние не ја правиме. Да, значи гледаме дека и јасно кажуваме треба да се преземат мерки како што е праведно доначување, да има поголеми приходи, бидејќи утре граѓаните и овие млади студенти на крајот тие долгови ќе треба да ги сервисираат и да ги плаќаат. Значи ако само се презимаат мерки популистички, а без да се, како што било порано, а без да се води сметка на пример дека 2020 и 2021 ни достасуваат за враќање само главници од 830 милиони евра. Исто така имаме големи ариерс, неизмирени обврски во моментов, а значи ние превземавме мерки на зголемување на акциза на дизел, праведно даночување, значи да ја полниме и приходната страна. Ова е едниот аргумент. И вториот, зошто ни треба, ова сакам да го види камерата. Видите, овде е вкупната ефективна даночна стапка на плати и придонеси. Гледате дека например, за некој што работи на минимална плата, изнесува 17,86%. Како одите низ населението, таа се зголемува, кога доаѓате кај тие што имаат 1% најголем доход, таа доаѓа на 12,9%. Значи е пониска, тие што имаат 1% највисок доход,
имаат пониска ефективна даночна ставка Добро. од тие што се на минимална плата. Дали тоа не значи дека треба да воведуваме праведно ги разбрахме аргументите и може некој да се согласи, некој може да не се согласи, но прашањето што се наметна како до тоа поправедно општество, убаво кажа тоа господинот Славевски, затоа тука ќе го вклучам господинот Харедини, дали оваа мерка е еден добар чекор, доволен чекор или почетен чекор кој што може да ја доведе земјата кон едно поправедно општество, или тука има и низа на други мерки и чекори кои што веројатно треба да се преземат, не само во економскиот дел, дури и во политичкиот, ако сакате и во правосудниот, бидејќи ако се вратат парите што се украдени од буџетот на овој или оној начин, сето тоа води кон праведно општество. Меѓутоа постојат низа, претпоставувам, на чекори и елементи што може тоа да го направат. Харедин? Па можно ли е, јас не сум професор, нити научник, можно ли е вакви дискусии да се водат за еден економски феномен кој не е ни 1% од буџетот? Дека тој ќе предизвикува многу добри или многу лоши, ако не се слагаме тоа. Значи, не е ни 1%. Овде ние развиваме дискусија како да се работи за 10, 15 и така натаму. Мене ме чуди што овој проблем, значи, ова измена, што квантифицирале и рекле дека станува збор за 25 милиони вкупно пари во една држава. Тоа уопште не заслужува вакви. Дилемата беше идеолошка, дали прогресивна стапка или пропорционална. Што се однесува до тоа дали ќе се зголемат врските. Па знаете што и пропорционалната стапка богатите дават повеќе од сиромашните, што се ме е јасно, сега мало повеќе да се зголеми врската на побогатите. Инаку 15 на 1000 е 50, а на 100 е 5. Значи тој што има повисока плата, пак ќе дава многу повеќе пари него тој. Видите, премногу нема овој данок, овој вид данок. Неговото учество во вкупните приходи на буџетот не заслужува јавноста да се замара дека што ќе предизвикува во вработеноста, и тоа ништо не предизвикува. Ни едно, ни другото. Добро, но вие велите не заслужува, 1% е малку, 2% е малку, меѓутоа, еве, коморите не сметаат така, например, и велат дека тоа ќе има далекосежни последици за нивниот бизнис. Од друга страна, го слушаме министерот за финансии како вели дека ова е чекор почетен иницијална каписла кон поправедно општество, што е политички коректен став за нивната партија и групација. Имаме овде млади луѓе, имаме, па се работи вкупно за 25 милиони денари. Па добро, но имаме комора, например, во рамките на Сојузот на стопански комори, МАСИТ, која што излеза со став дека ова многу ќе погоди одредена група на луѓе од делот на информатичката технологија, ако може Арсовска да ни објасните. Само да ве коригирам, значи МАСИТ е индивидуална посебна комора која што работи исклучиво на заеднички став. Да, заеднички ставови може да го образложите, да, ќе ги погоди, ама еден мал дел луѓе. Мал дел, но во многу гранка која што е многу важна и многу брзо растечка. Се слагате ли дека феноменот нема таква специфична тежина? Не се слагам. Тоа сакав да кажам. Па тере, која ќе не се слага, ќе видиме. Не е во корелација ни со стапката на невработеност. Ни отидоа нас луѓето и тие што се и со високи плати, ни отидоа. Затоа што не им се седи во оваа држава, jer и 500 евра тој што е способен му е мало. Значи, овде е една идеолошка разлика дали да се товарат со повисоките плати повеќе. Друго, не е тоа некој дека измислил актуелниот министар. Ние во социјализмот, во комунизмот имаше таква прогресивна стапка. Или имаме пропорционални, прогресивни или рамниот данок. Да се разбереме, и рамниот данок кога е воведен, он не беше извикан многу, не беше примен со големи отпори, рамниот данок.
Сакам да кажам дека буџетите се измислени за да финансират потребите на државата. Превасходно. Со тек на време станали и инструмент за поттикнување на развој. Секоја влада ќе го фали видот на данок што му ги изголемува приходите. Крајно погрешно е ова сега во јавноста што се користи дека овие пари ќе одат за нешто. Нема насочени приходи. Све во буџет, све од буџетот. Тие 25 милиони што ќе одели за ниските. Ова влада, ја можам сега да редам, има такви расоди. Она плаќа луѓе со години кои воопшто не идат на работа. Воопшто не се јавуваат. Мислите за нови вработени или наследени од претходното? Не, има ова влада и претходната, нарочито од ВМРО, имат илјади луѓе кои воопшто не идат на работа и земат плата. Добро, тоа е друг дел на реформа. Мислам дека денеска имаше денеска имаше став министерот Дамјан Манчевски кој што најави оптимизација на јавниот сектор и прераспределување на вработени, некои и во приватниот сектор. Ако добро му ја слушнав изјавата, мислам дека имам тука, но поред сакам да кажам, претпоставувам дека не може све наеднаш да се направи, иако тоа е добро прашање што го поставувате. Зошто воопшто плаќаме 1000 или 1500 вработени или повеќе и одвојуваме од нашите буџетски ставки десетици милиони евра за нешто што не го користиме како не тоа. Не само тоа. Ние сме имале период, сме имале, али веќе стана година и пол што имаме нова влада. Ние сме имале период од општа оценка на безмилосно трошење од буџетот. Безмилосно. И ова влада дојде и пак проектираше малку поголем буџет од претходната. Ако е прекинато безмилосното трошење што сме го наследиле, тога што се 25 милиони денари во сето тоа? Евра. Значи, и тоа е грешка што викат дека овие пари ќе одат таму. Нема кај да одат. Социјалната политика е сосема друга работа. Таму парите ќе влезат во буџетот, а критериумите кој што ќе земе е сосема друго. Има пари, ако било толку битни, сме имали еден број работници многу сиромашни, а групата на сиромашните ни е зголем. Значи, со овој данок сакам да кажам, не заслужува да се развиват вакви и да се теоретизира дека ќе решавале проблеми од... Затоа што ние не направивме ништо во рационализација, ни на државната администрација, ни ништо за да може да се прераспоредат пари за кај сиромашните. Кои сиромашни? Од кои се плаќат 1000 луѓе, им се праќат парите дома? Од кои пари? Благодарам. Добро, се постави прашањето дали воопшто оваа мерка заслужува една таква дебата каква што сега ја правиме, при што Славески прво се јави за збор, па ќе му дадам дека рече дека заслужува заради што? Видите зошто заслужува? Затоа што создаваме идеолошка конфузија. Велиме богатите ќе се оданачат, богатите и така натаму. Не богатите. Ама чекајте, министре, сега. Не ви одговара, не се однесува на вас, беше кажано така. Па богатите, нели? Најдоходовните. Дека богатство е кумулиран доход. Добро, повелете, Славески, говорите. Значи, богатите ќе плаќаат повеќе, тоа во јавноста, нели, се врти цело време. Што е богатство? Разликата меѓу богатство и доход. Вие не го оданачувате богатството. И тука е проблемот. Вие не го оданачувате богатството. Момент, по пети пат ве молам да бидете колегијален. Значи, ќе го повишаме гласот. Се извинувам, значи, богатство, не го оданачувате богатството. Јас уште минатата година сме биле со вас на дебата. Ве предупредив дека правите конфузија меѓу доход и богатство. Дали е богат некој млад инженер кој што се наоѓа на меѓународниот пазар на труд? Внимавајте, затоа е тоа многу битно, без разлика дали се станува збор за 1000 или за 5000 луѓе. Јас реков повеќе се. Тие се на меѓународен пазар на труд. Денес е во Македонија, утре ќе биде на Косово. Оно кај што ќе му понудат подобри услови и повисока плата и помал данок.
преку ден ќе биде во Бугарија, во Србија и понатаму. Значи, младите професионалци се наоѓаат на меѓународниот пазар на труд. Тие не се постојано иселени од Република Македонија. Ние најмногу ги казнуваме. Дали е некој богат што заработува 1500-1600 евра, живее кај своите родители, нема стан, нема педа земја и така натаму. Министре, ви кажавме уште минатата година, оданочувајте го богатството. Енормно се ниски даноците на имот. Јас плаќам смешна сума, исто како и вие ако живеете во стан. За станот. А зашто? Плаќаме смешна сума за тоа. Зголемете и даноците за наследство, затоа што така се репродуцира разликите. Така се. Ајде да речеме изгубивме избори заради тоа. Вие сте година и пол. Вие сте тие што сакаат праведно општество, а не го правите, така? Удирате и значи заблудата е што е богатство, што е доход. Понатаму, втората заблуда е дека ние ова со данокот на имот само кога сте само ќе ви вратам само за данокот на имот. Денеска имав можност да разговарам со неколкумина бизнисмени кои што рекоа треба сериозно ремонтирање на даночниот систем во делот на данокот на имот, затоа што има компании во Македонија кои што плаќаат данок како на еден стан или на 3 стана, а имаат цели, да не речам, фабрики да не ја шириме дебатата, бидејќи тоа е сосема друго прашање. Сега сме тука за данок на доход. Значи вака, прашам министерот зошто не сме направиле. Како министер за финансија, с 3 дена добивав кјотек од вашите пратеници од СДСМ во парламентот, кога, мислам, тоа е решено, со данокот на деловен простор. Со данокот на деловен простор е решено. Постојното законско решение беше... Не сме, ако ме следите добро, ќе разберете поентата. Поентата беше дека вие удирате по трудот. Вие удирате по работните места. Работното место денес го имам, утре го немам. Зафатете она што е кумулирано богатство. Зафатете ги рентите. Деловниот простор е решен, јас го решив и, како што кажав, добив големи критики во парламентот, 3 дена за тоа се дискутираше. Затоа што, например, го спомнував Holiday Inn хотелот, плаќаја данок на имот на 50 квадрати, затоа што законското решение беше дека се плаќа само на канцелариите на директорите или администрацијата. Сега плаќаат на целиот простор. Но не е решено, има таму уште за решавање. Добро, сега да му ставиме... Не, ова беше втората поента, сосема кратко. Втората поента беше дека работните места работните места, нели? Не треба... Се извинувам се. Извини, па не само тебе се слушаме. Па ќе ме слушате. Па Милтон Фридман да го донесе, па не ќе те слушам со задоволство, ама не узурпирај бре. Не узурпира. Како не? Се вмешува министерот. Ама се вмешува министерот, нели? Добро, ајде сега јас сум тука за времето, ајде докажете си го своето за да. Командуј го мало. Значи, богатството и доходот, првото, тоа што го објасниме, второто е работните места и капиталот. Добро, значи се постои прашањето за тоа. Зошто се оданочуваат работните места, а не големиот капитал? Кога се вратам на факултет, ако работам добро проекти, верувам дека ја ќе бидам во 1% со највисок доход. Тогаш ја ќе бидам среќен да платам уште 200, 300, 500 денари повеќе, 800 денари повеќе месечно, за да знам дека државата ќе има подобар буџет, повеќе приходи, за потоа да ги однесе во нешто каде што треба, во социјала, во образование и здравство. За пропорционални даноци. Значи, точно дека кога зборуваме за пропорционални, богатите дали плаќаат повеќе помоц од сиромашните, но треба да знаеме дека живот некој што живее со минимална плата од 200 евра и некој со 20.000 евра месечно не е исто. Затоа во сите западни капиталистички земји и развиени земји има прогресивно оданочување или праведно оданочување. А рамниот данок е карактеристика единствено на земји кои што се постсоцијалистички, кои што имале слаби институции и кои што викаат нашите институции се толку лоши и неефикасни што треба да го држиме рамниот данок. Сите земји полека пременуваат и се враќаат према праведно оданочување. Тоа го направи Чешка, Словачка, Црна Гора, Албанија го направи од соседството. Сега Литванија стана богата земја. Сега Литванија го направи, но да чистиме за концептот, значи ако сакаме да одиме према попросперитетно општество, ни треба праведност вака. Следно околу успешните, само тоа да кажам. Мора да се знае дека кај нас младите луѓе се иселуваат, не дека одат во земји со пониски даноци, туку одат бидејќи тука немаат
добро здравство, немаат образование, имаат ниски плати и се селат во земји каде што има прогресивни даноци, каде што маргиналните стапки се 40, 45, 50, 55%. Значи тоа треба да биде чисто. Значи никој не се иселува дека даноците некаде се подобри, пониски од кај нас, напротив, туку дека квалитетот на живот, дека платите, јавно образование, здравство таму има кои што можат да се развиваат. И последно околу ефикасноста. Мислам дека тоа и меѓународните институции го поддржуваат, дека во оваа година и пол имаме огромни чекори направени во поглед на фискална транспарентност. Од објавување редовни на месечни, квартални извештаи за извршување на буџет, договорите се објавуваат сега во целост, анекси на систем на јавни набавки. Исто така, еве во план е да го објавиме и трезорот, значи трошењата преку трезорот во детали на вебсайт на Министерството за финансии. Пред 2-3 години кога опозиција го зборувавме тоа, тогаш ни беше кажано дека тоа е луда идеја, дека тоа не може да се направи. Сега сме неделата месеци до реализација на таква идеја. Ова е правење на притисок, значи јавноста има се повеќе детали, знае како институциите, луѓето ги трошат тамо парите, прави притисок подобро да се троши. Секако дека не може за година дена да биде на ниво како што сите сакаме во Македонија, но се прават алатки кои што овозможуваат таков притисок да има. Добро, Арцовска, прашање за вас. Се поставиат тези дека ова може да ја зголеми даночната евазија или да придонесе кон наоѓање на креативни решенија во работењето со даноците. Стравувате ли вие од тоа? Ќе придонесе секако. Најпрво би сакала да кажам дека нема да спорам ништо што беше кажано денеска тука од значи имаме тројца министри за финансии на оваа маса. Јас се наоѓам од другата страна. Јас се наоѓам на другата страна и само директно да ви одговорам. Знаете ли зошто ќе се прибегне кон евазија? Кон евазија ќе се прибегне од една страна не затоа што се зголемува данокот од 10 на 18% на некоја маргинална бројка. Туку затоа што се воведува ова како решение со еден месец можност да се прегледа, да се дискутира и да се видат релевантни анализи. А од втората страна затоа што борбата со сивата економија ни е сведена на минимум и да разграничиме еднаш за секогаш. Борба со сива економија не подразбира да влезете во фирмите и да им барате до најситен детал каде сгрешиле, за да ги пенализирате и да соберете средства и тоа да го третирате како дека вие некога сте изглобиле затоа што не работите како што треба, односно сива економија. Борба со сива економија. Сивата економија не ја гледате, таа не е регистрирана. Тие не постојат во ниту еден систем. Колку е сивата економија кај нас? Од меѓународните институции, од нашите анализи, бројките се поклопуваат, значи се поразителни. Над 25 до 33% од севкупната економија во овој момент е сивата економија. При тоа, одговорот, не знаеме каде се и не можеме да ги најдеме, е незадоволителен. И затоа ќе бегаат не само младите деца, не само оние кои што бараат подобар живот, туку и бизнисите ќе почнат да бегаат. Ќе одат таму каде што е сигурно, каде што нема даноци. Таму има данок 0. Нема ни 10, нема ни 18%. Каде? Каде е тоа? Во сивата зона. Не, а сега вака, околу сивата зона да биде јасно, дека ние заедно со Народна банка имаме стратегија за истиснување на кеш плаќања. Од оваа година, од средината, од 15.000 евра лимитот е спуштен, но агресивно на 2.000 евра. Од 1. јануари ќе биде 1.000 евра. Средината на следната година кеш плаќања ќе бидат дозволени до 500 евра. Колку проценти ќе намали тоа сивата економија? Тоа ќе прави притисок и полека, значи не само ова, има и редица други мерки кои што сега ги почуваме да ја истестуваат. Исто така, ова е класичен аргумент на противници на праведно даночување кои што велат ќе создаде евазија. Дали ќе има евазија? Пазите, вие јавно викате ќе направите евазија. Значи, тоа зависи од капацитетот на администрацијата да го следи тоа. Ние во моментов имаме... Ама повторно ќе се сведете на ловење на тие што работат регуларно. Да знаете дека имаме во имаме ЕУ проекти кои што ги сериозно ги зајакнуваат капацитетите на даночната администрација. Тоа е за борба против евазијата и ако имаме подобрена администрација, ќе апсолутно ќе намалува сивата економија во Македонија. А сте прочитали некаде дека сивата економија во Македонија се намали за 12-13% со уведувањето на рамниот данок?
Значи, ако ги гледаме бројките, сивата економија низ годините, во 15 години, многу малку се намалува. Не многу малку, беше 40%, сега е околу, како што кажавте. А како сте намалиле кога се покажува на сивата економија, бидејќи сива не можеме да знаеме точно приходите колку од е. рамниот данок дека се помали. Меѓународните финансиски институции се тие бројки. Методи, според мене. Да. Да, само извинете, довршете, јас и на господинот Хередини не би сакала да му целам затоа што во голем дел и се слагам со неговата теза која што кажа дека овој дел не дека е маргинален, туку дека дискутираме можеби во погрешна насока, треба да дискутираме за сигурност, треба да дискутираме за воспоставување на правила и повторно морам да ви кажам, министар, од нашите анализи што ги имавме, спуштањето на овој праг едно што е малце во колизија со голем број на други закони од на 2000 евра па сега ќе се спушта на 1000 па на 500. Повторно нема да ја регулира сивата зона затоа што таму нема трансакцијски сметки. 30% од економијата работи на рака. Тој нема ни на банка, нити ќе плати на банка. Ќе извади од джебот 10.000 евра и ќе му плати на другиот 10.000 евра. Никој нема никаква трансакција да направи. Повторно се ова е врзано во оној магичен круг да се стеснува обрачот и да се воспоставува контрола на тие што работат регуларно и легално. Но ја би сакал сега и овде да бидеме искрени да кажеме дека еве во оваа година и пол па и бизнис климата е подобрена и е ослободена, посебно за компаниите. Тоа што беше од страна на Министерство за финансии, например поврат на ДДВ се прави технички, се прави брзо, значи сакам да кажам дека немате притисоци. Најголем дел од компаниите со кои што јас зборувам велат дека многу е подобро да имаме да се плаќаат даноци, да бидат јасни, а да нема како што слушаме дека било порано, да има притисоци, закани, уцени. Значи, бидејќи тоа е нешто што е немерливо. Апсолутно, ова што го кажувате, нашата интенција е да се бориме и да ја намалуваме сивата економија. Исто така ви велам, ние превзимаме агресивни мерки за истиснување на кешот. Тоа е нешто што ги ограничува можностите. Добро, благодарам. Господине Хередини, ги слушате од двете, од трите страни, да речеме, тука аргументите. Практично, можно ли е приближување на класните слоеви, на слоевите на богатите и сиромашните, без посилен раст на економијата? Како тоа да стигнеме до тоа, за да можеме после да зборуваме за поголеми бројки, а не за овие, како што велите, 1 или 2%? Значи, во кој дел некаде овде економскиот модел ни бега од рака? Сигурно ни бега. Трошиме толку време тука за појава која е 1%, а развиваме теории. Че влијае на ова, че и влијае на ова, значи се работи за 25, колку викав, 25 милиони денари. Евра. Били, не били, оваа држава ништо нема да придонесе. Ми се чини дека претерано се теоретизираме овде за една маргинална појава. Добро, тоа го кажавте веќе и понатаму што? Па сакам да кажам дека овие 20 и колку вкупно 25 милиони денари не заслужуваат толку и да се замара јавност. Добро, но од каде да се тргне за економијата да има подобри тогаш стапки на раст, за да еве ги приближиме разликите? Па треба да имаме раст во економијата. Од каде? Па од каде? Сигурно не од еден феномен кој е само 1%. Треба други мерки за да јакне економијата. Значи овде тресла се гора, што викат, се бавиме со еден феномен кој представува 1% како големина во вкупните приходи, вкупните расходи на државата. Второ, ми е зборот. Не може да има насочени, не е принцип, буџетски насочени приходи за одредени расходи. Кумулативно влегуваат приходите и после од тамо се црпат расходите. Овие ќе одат за покривање на сиромашните. Едно со друго, тоа буџетот е
приходите се едно, расходите друго. Не се обоени типа овие пари ќе одат за тоа, овие за таму. Сакам да кажам дека... Но едната теза беше дека треба посилна борба со сивата економија за да може да се внесат тие пари во системот. Ама тоа со овие 25 милиона ќе влијаеме во сивата економија. Сива економија бара комплексни мерки за да се избегне. Добро. Не заслужува учеството, релативното учество на овој вид расход во буџетот, не заслужува, не може и да го нема воопшто, пак ништо од тоа не е. Добро, благодарам. Со оглед на тоа дека изминативе 2 години практично перманентно бевме во една политичка криза, Македонија беше, и оттаму многу мина ќе речат преурането дојде ова, не стигна економијата да се стабилизира, да покаже повисоки стапки на раст, како што веројатно ќе покаже крајот на годината, дека тешко ќе се стигне и до онаа проектирана стапка што беше, а ние веќе влегуваме во една реформа. Зошто брзањето? Ја не би рекол дека е брзање, значи свесни сте дека мислам дека можеби тука имавме дебата за ова прашање. Ние во ведувањето веќе го одложивме, бидејќи сметавме дека економијата е кревка минатата година, практично да не почне од почетокот на оваа година. Тоа беше и став на јавноста дека после долготрајна политичка криза не би требало да се воведува. Мислиме дека сега македонската економија може да влезе во праведно доначување. Јас сум оптимист, бидејќи веќе следува период на интеграција на Македонија во НАТО, значи во ЕУ, кој што ќе обезбеди пред се стабилна политичка ситуација. Еве податоците од вториот квартал покажуваат дека имаме, можеби за прв пат после долго време, раст пред се заради приватниот сектор, имаме раздвижувања во приватниот сектор. Ако гледаме во изминатите последно неколку години, претходно растот беше генерално движен од државна потрошувачка во, не знам, Скопје 2014, во капитални инвестиции на државата. Сега гледаме дека оние макроекономски индикатори како индустријско производство и извоз се силни. Например, индустријското производство расте повеќе од 5%. Во последните месеци имаме извозот е двоцифрен. Тоа значи дека приватниот сектор почнува да ја движи економијата и тоа е, ако ги гледате дури и проекциите на меѓународни институции, на Министерство за финансии, на Народна банка, се со нагорна тенденција на раст во годините кои што следат. Ќе поставите многу добро прашање. Вие прашањето го поставите со поглед наназад. Секако дека имаше многу негативен одраз врз македонската економија, политичката криза, која што се уште, како што гледаме, не е до крај разрешена. Но јас би предупредил, односно би укажал на фактот дека она што следи во светската економија во следните година-две, ако има одраз на една ранлива економика како што е македонската, не е баш најповолно, она што може да се очекува. Види статистички, ако развиениот свет е веќе 7-8 година во просперитет, тие циклично се развиваат, кога тогаш може да избукне нова криза, односно нова рецесија. Со зголемување на даноците, како што сега се прави, ние постапуваме спротивно од оно што го кажуваат учебниците. И затоа велам беше на место вашето прашање. За да ја на некој начин намалувате или да се борите против сиромаштијата, дека согласивме сите дека со на ваков начин, мислам, повеќе да се продаде мерката, вака во наводници кажувам ова, да се прифати дека ево ги зголемуваме даноците, ама ќе има некој корист од тоа. Јас уште кога беше најавено минатата година ви кажав дека ова мини реформа, не е ни реформа, ќе има многу губитници, а речи си дека ќе нема добитници. Ете, против сиромаштијата се бори со една стратегија во која што имате различни типови на сиромаштија. Што се овие 25 милиони евра? Урбаната сиромаштија, руралната сиромаштија, старечките домакинства, многодетните семејства, самохраните мајки, самохраните родители. Сето тоа треба да се таргетира посебно. И внимавајте, јас нема да кажам ништо ново, тоа веќе го има прифатено со времената социологија. Интересно е, ова е малку и дволично однесување на лево ориентираните и политичари, и влади, и политички партии,
не само во Република Македонија. Видите, велам дволичност е во тоа што тие не ги сакаат сиромашните. Тие ги презираат сиромашните. Ги презираат сиромашните. Мотивот, нели вака се постапува, е повеќе раководен од тоа што покрај тоа што ги презираат сиромашните, им завидуваат и ги мразат богатите. Може, мислам дека се тешки работи се кажа, ама и практично има една голема контрадикторност во тоа што професор зборува. Вие велите, првата теза би беше кога почна емисијава дека ќе дојде до невработеност, до практично до крах на економијата, исто така и пресуд ви беше таков. Сега велите, а уствари не, ова е мала реформа, мини реформа, значи едното со другото не држи. Мини реформа со тешки последици, во таа смисла се извинувам. Сега друго. Ако јас ви давам бројки кај што гледаме дека стварно имаме потреба да правиме корекција во ефективната даночна стапка, бидејќи не е праведно тој кој што има највисок доход да има пониска ефективна даночна стапка од тој што има минимум. Сега ја не ве прекинувам. Не, ама не ве прекинувам. Да знаеме кој ги плаќа даноците во Република Македонија. Значи дајте една пита кој ги плаќа даноците во Република Македонија. Ја кога ќе се вратам на факултет и ќе бидам професор. Зошто? Чекајте, професоре. Не се решаваат тие проблеми со 25 милиони. Кажете ми, зошто еве ние двајца да не плаќаме 300-500 денари повеќе за да придонесеме да има државата повеќе приход? И сега прашањето е каде ќе отидат? И тоа е легитимно прашање. Многу пати до сега покажувавме дека социјалните трансфери, како се дизајнирани кај нас, носат генерално исто средства кај најсиромашните и кај најбогатите, заради некои мерки кои што ги превзема ВМРО ДПМН кога беше на власт. Сега, дали е тоа фер? Апсолутно не. Дали има логика? Нема. Така не е во ниту една земја, бидејќи тие треба да влезат кај најранливите. А кај нас, заради, не знам, трето дете и други мерки, имате трансфер еднаков например, на прва десетина на население по доход, имате еднаков трансфер на најсиромашен и на најбогат. Сега, ние правиме редизајн на политиките за тие кои што се на вистина. Например, јас сметам дека, колку и да кажува за мојата плата како министер каква е, но јас сметам дека постојат луѓе, ја не треба никаков да добивам социјален трансфер, туку има луѓе кои што имаат ниски плати, кои што се под минимална или минимална. Сега, една од идеите на реформата е тие луѓе кои што имаат минимална плата да добиваат детски додатоци, за нивните деца да имаат повеќе средства. Значи, ова не се наивни реформи. Да тие да имаат можност во школо да одат, да се ги обезбедат своите потреби и да зборуваме уште и за луѓето кои што дури немаат минимална плата. Значи, сега, прашањето е стварно, дали сакаме да одиме чекор кон праведност или не? Бидејќи, според мене имавме една мантра. Овие проблеми ќе ги решат овие 25 милиони денари. Ова министерот што ги реди. Добро, но тој веле дека тоа прв чекор кон градење на... Што е наредниот чекор кога? Реформата што е за социјална заштита ќе продолжи реформата. Знаете дека зборуваме за приход кој нема ни еден насто во буџетот. Па тој ли ќе ги реши овој проблем? Па не ни еден насто, ме разбирате. 33 милиона е еден насто. Ова е испод. Овие ли макро проблеми ќе ги реши тоа? Па нас ни отидоа луѓе кои се вработени, ние остануваме секој ден без луѓе овде за се што испод 500 евра, ако може да најде работа, а ќе најде сега во Германија од нас, ќе си оди од тука, ние се развиваме овде теории како ќе влијае еден вид данок кој не представува, ние имаме во буџетот приходи, да знаат и младите и граѓаните. ДДВ, данокот на додадена вредност, царините, акцизите и тоа 90%. Сега ова што теоретизираме овде, тоа што е 1% ќе имале такви последици или такви придобивки. Ни едно, ни друго. И тоа разликата меѓу од 10 на 18, тоа 8, ништо нема да влијае нигде. Ни во одливот на работната сила. И тој што има 200, 300 евра, 500 евра, ако може да оди, ќе си оди. И ни ода, секој ден и ќе останеме. Ако вас ве слушаме, излегува дека состојбава е
практично неизлечива во општеството. Треба што да се направи? Да направиме мерки влада која ќе придонесе да луѓето создават, а не ќе ви даваме од овие 25 милиона и ќе ги пренасочиме, ќе ги насочиме кај тие најсиромашни. Добро, тоа претпоставувам се прави во некои други мерки? Па други ама ова мерка не заслужува, jer таа тако не може таа да придонесе во поправка на таа состојба. Да. Jer е премногу маргинална мерка, маргинален Добро, Арсовска. данок. Арсовска, маргинална или не, вие ја осудивте уште еднаш, ќе речам, да. Биле, не биле. Па тој оди да им дава на општините 50 на милиони, не ги прашува кај ги трошат. Потрошени. И потрошени, да, тоа прашање со општините требаше да се постави, бидејќи не заради една друга правата, затоа што има општини што се помалку и повеќе задолжени, сега некои велат сега зошто ние не трошевме повеќе за да не ги вратиме на сите долгови. Дали тоа создава нееднаквост во општеството? 30.000 евра во Тетово плаќа фактура за кикирики, ово сега оди да му ги покрие. Кога некој некому дава пари, има право да му бара сметка. И треба, ако му на општината даваш, треба да одиш таму да го контролираш. А ќе ти давам додатни пари, ама ова не смееш да трошиш. Тоа е еден од наследените проблеми кои што го... Па не наследени, година и пол стана. Океј, значи на централно ниво неизмирените обврски беа некаде 5,1 милиарда при промена на власта во јуни минатата 2017 година. Сега тие се намалени на централно ниво на 1,6 милиарда неизмирени обврски. Во општините, заедно со школи и градинки, во моментов се 5,9 милиарди. Нашата идеја е тие да се отплатат во повеќе од половина. Зошто? Бидејќи така блокирани општини со големи долгови го кочат локалниот развој. Ја би сакал за една работа да коментирам која што е важна. Вие кажувавте, на младите луѓе им кажувавте дека како се полни буџетот, точно е, кај нас повеќе се полни преку индиректни даноци, значи пред се на потрошувачка, но и тоа треба да им го кажеме дека и тоа не е фер и дека во подобрите општества поразвиени е обратно, повеќе се полни преку директни даноци. Зошто? Бидејќи тука најголем дел апсолутно па теорија, за тоа го кажуваме да го знаат сите. За 25 милиони денари те молам. Ама се бориме во таа насока. Ама се борите со 25 милиона со други мерки. Да бидат посилни директните даноци. Бидејќи во поправедно општество директните треба да бидат да полнат. Ама така е и така во 25 милиона овде на дневен ред. И еве би требало да кажеме на тие за тие кои што не се економисти. Како реалната економија вие ќе поттикнете да работи повеќе, на пример со не само со оваа мерка, не и со други мерки. И ќе биде дадени на сиромашните тие пари. Тоа чека ова стопанство, тоа чека ова општество, бидејќи само на тој начин може да се задржат луѓето тука и да работат. Апсолутно. Значи, прво, кажав дека една од основните работи која што стоеше во програмата беше ослободување на бизнис климата без политички притисоци. Потоа да институциите да функционираат како што треба, без да треба да молите, да се увате на некого. Тоа го правиме во финансии со повратот на ДДВ, неселективно, брзо се праќа. Второ, имаме за прв пат сериозна поддршка за домашните предпријатија, значи кои што беа претходно заборавени, буџетска поддршка. Ако гледате активни мерки за вработување, во моментов се на рекордно високо ниво, значи ако во претходните 10 години биле на просечно некое ниво околу 200-300, зависно од годината, 400 милиони денари, сега достигнуваат скоро милиарда денари. Значи, ова се... Тоа се главно субвенционирани модели, кои што во практиката не се покажа, во времето на ВМРО-ДПМН, не покажа некакви резултати во економијата, бидејќи главно беа и тогаш насочени кон странски фирми и компании, кои што ги селеа капиталот надвор. Сега нашата идеја е да има поддршка и за домашните предпријатија, бидејќи тие се важни, посебно да бидат дизајнирани према мали и средни предпријатија, да тие да се развиваат, да одат напред. Значи 2018 е добро, Арсов, 2018 да ја прашаме представникот на бизнисот ме молам, ајде. Што најмногу би им помогнало во овие услови? Арсовска? Па со давање ли ќе развива? За компаниите мислите што најмногу би им помогнало?
сега развивме сосема едно беше дебатата, ама да одиме во... Ама мораме да ја вратиме малце и на реалното бидејќи 0,5% се ова. Добро го кажавте тоа. Па го кажав, ама треба да се вратиме на тоа. За тоа сме дојдени тука. Најпрви, но што е важно да се каже дека ни треба стабилна политичка ситуација, која што не гледаме дека ќе дојде скоро, ама ајде да живееме во надеж. Второто е она што ни треба како приватен сектор, како реал сектор, она што ни треба е стабилност, ни треба правна сигурност, ни треба неменување на даноци. Ова е практично од денес за утре решение. И јас нема да спорам кои ќе бидат неговите ефекти, тоа и денес кога кажав. Значи, многу поважно е тоа дека ние немаме ниту време да изреализираме, односно да изанализираме внатре што се менува. Затоа што ви кажав, тука се менуваат многу работи, се оданучуваат каматите на штедните влогови на граѓаните. Не, се оданучува... да биде јасно, еве за јавноста да не биде, значи, неточна информација. Се одложува за 2020 околу камати на штедни влогови. Исто се одложува за 2020. Зошто? Зошто? Бидејќи во моментов ти нема да бидеш нема, значи во моментов нема само кај нас и во Република Српска. Сите други земји во регионот тоа постои. Но ние заради да има предвидливост, бидејќи во моментов го нема, го одложуваме за 2020. А зошто ви треба така стои во зошто одложувате ви? Зошто спомнувате од овие причини да биде предвидливо, да се знае дека па ќе бидете ли вие на власт и тога? Добро да ја вратиме дебатата кај тоа не е важно. Па како, па го не е важно. Добро, предвидливоста би била добро да биде за сите мерки кои што се предвидени во законот, значи таму има повеќе места каде што еве денеска слушнавме нешто кое што претходно не го слушнавме на пресконференцијата дека ќе се оданучува дополнително во осигурувањето. Понатаму дека нели нормално ќе се оданучуваат дополнително капиталните добивки, ќе се оданучува данокот на имот, ќе се оданучува закупнината. Меѓутоа па ние не знаеме дека е одложено. Сега треба да читаме закони, зошто не сме вклучени во изготвувањето на решението, да го знаеме во старт. Да не дискутираме општо. Тоа е еден момент. Значи правната сигурност и буквално убаво го кажавте, предвидливост на ситуацијата, затоа што приватниот сектор многу добро знаете дека ги планираат буџетите и сопствените трошења, односно како ќе работат, тоа го планираат со повеќе годишни планови. Никој не планира од денес за 1 јануари, сите планираат од денеска за следните 3, 5, 10 години. Тоа е долгорочно планирање. Затоа е потребна оваа сигурност, а вториот момент ова што ви кажав. Овој вид данок го одлагат од предизборието до денеска. Беше да биде веднаш на... А добро, затоа и кажа дека сега го... Да, и значи апсолутно така е, затоа и сега го воведуваме. Значи предлагаме да се воведе. Исто така, значи беа кажани повеќе работи, но апсолутно нашата идеја е јавно го ставаме законот, така? И вие може да го коментирате за што зборувате за камати на штедни влогови, за капитални добивки кои што во моментов цело време се одлагаат, ние велиме предвидливо да биде ќе почнат од 2020 година. И што е најважно, верувам дека мора да се согласите со тоа, дека ние кај данок на добивка, така стои во програмата на владата и кога бевме во опозиција, велиме ќе ја задржиме стапката иста за да имате предвидливо за вас и согласете се дека кај најголем дел од фирмите заради тоа вие немате промени сериозни во оптоварување, бидејќи вашите вработени, вашите работници, значи ќе имаат иста стапка, бидејќи тие немаат плати или немаат договори хонорари многу повисоки од ова. Значи, тоа мора да биде јасно и за јавноста кажано. Значи, вие не сносите товар на бизнисот со ова што ние го предлагаме, па сега да вие да треба не знам колку време да се прилагодувате, бидејќи не сте директно афектирани, се афектирани некои можеби позиции, неколку во секоја фирма, кои што се зависно колкава плата имаат, еве зборувам по не знам кој пат дека ако имаат 100.000 во нето, тоа е 800 денари месечно. Или тоа се многу малку такви плати кои што постојат, па сега да треба промени министре во предлог законот? Може ли се промени доколку дебатата покаже, не ова, него ја мислам јавна дебата покаже дека треба да има... Ја мислам дека ние сме... Или ја сметате за завршено? Ја мислам дека ние сме и до сега покажавме дека го слушаме мислењето на јавноста, со тоа што се определивме да го подигнеме прагот, во соседна Албанија да не одиме подалеку.
прагот изнесува 950 евра кај прогресијата, и тоа дополнителната стапка е 23%. Значи во соседна Албанија ние предлагаме 18% со праг од 1500 евра месечно. Значи тоа укажува дека да, ние не излеговме да речеме ова е нашето е последно, туку го слушнавме мислењето на бизнисот, на јавноста и одиме со предлог кој што сметаме дека е фер. За прагот кој кафе можеме да зборуваме и на различни други начини, кој кафе во однос на просечната плата, ако се гледа и тоа е еден од показателите, од сите агли тоа е фер и за луѓето кои што имаат висок доход, но е мерил, е почеток на поставување на праведен даночен систем. Благодарам. Ајде с коментар за да им дадеме прашања на студентите. Процедурата е таква, ние сега добивме во саботата закон што е ставен како конечен текст. Мислам, така го разбираме. Ние сме помалку ние сме помалку од 2 месеци до нова година, а сме помалку од 10 дена од 15 ноември кога Министерството за финансии по закон треба да го достави буџетот за 2019 година и најверојатно се она што е предвидено во законот е буџетирано. Значи јавна дебата по законот ке нема. Па ова не ли е дебата? Значи, или ние, или не, вие мислите, например, ја мислам сега, сега е бесплодно сега ние кажуваме повеќе за јавноста. Вас нема да ве предомислиме. Кога не ве предомислија сите 4 стопански комори, значи господине Хајредини, најверојатно и тие грешат, најверојатно и тие стопанските комори и в Северозападна Македонија, и Стопанска комора на Македонија, и комората која представува господјата Даниела сега, и масит и така натаму, сите испратија барање ова да се одложи за најмалку 5 години. Значи е сериозно нешто. Видите, позад нив стојат илјадници субјекти, предпријатија. Кога тие не убедија владата, нека ние со среќа, нели, ке почне, ова пак е ниде последиците. Да, ајде повелете идеме прво со горниот ред. Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент на политички студии на Јустинијан I. Во дебатата рамен или прогресивен данок секогаш постојат аргументи за и против и за двата вида на даноци. Меѓутоа, она што мене ме загрижува и што е карактеристично за наше воопштество е дали нашата држава е оправдана да бара данок во време кога народот е всушност разочаран од државата и народот можеби не верува толку многу дека нивните пари одат во вистински раце и на вистинско место. Главниот проблем не е начинот на кој што ќе се акумулираат парите. Главниот проблем е дали тие пари кои што се акумулирале ќе завршат во вистинско место и како државата моментално планира да работи на зајакнување на својот легитимитет во таа насока. Може јас? Да, почитуваниот е студент, мислам дека одлична теза кажа. Ние денеска тоа во комората го зборувавме. Мојот став е дека низ многу години имало погрешна мантра во Македонија, а тоа е тие кои што имаат највисок доход да плаќаат колку што е можно помалку даноци и тие во основа не се грижеле како институциите, практично најмокните кои што можеле на различни начини да прават притисок да го подобрат трошењето на државата, да влијаат тоа да се подобрува. Овие попросперитетни, подобри држави кои што имаат повисок животен стандард, обратно е. Кога некој плаќа повеќе данок, тој прави притисок многу повеќе за институциите, парите да ги трошат како што треба. Заради тоа, мислам дека ова, тука и добро е што зборуваме денес, зборуваме и со фирми, и со комори, и со бизнисмени, дека во Македонија, ако сакаме да одиме напред, мора тоа да се случува. Значи, да имаме праведни, поправедни системи, прогресивни, кои што практично ќе создаваат и обврска за тие кои што се најмокни, да прават притисок за парите преку институциите подобро да се трошат, а не ода што го имавме сите овие претходни години на назад. Благодарам. Добро вечер, моето име е Билјана, исто сум студент на правниот факултет. Јас би сакала да прашам ништо во однос на тоа што општина Сарај нели се ослободени од комуналните давачки, како што знаеме, со тоа што тоа би имплицирало привилегирање само на одреден број на граѓани.
со тоа што тие нема да учествуваат во овој дел, односно нема да го дадат својот инпут, се создава некоја дупка. Како би ја надоместиле таа дупка и зошто да е државата мајка за една, за некој, односно, а маќа за други, што нели не е во корелација со концептот за праведна држава. Ви благодарам. Да, тоа произлезе деновиве таа вест и може би навидум изгледа бенигно, меѓутоа создава повторно една правна нееднаквост. Моје лично став е дека апсолутно треба да одиме на тоа, дури еве и на локално ниво и на општинско, да еве ако ние правиме на централно ниво, се бориме да имаме целосна транспарентност, зборуваме за објавен трезор на веб, мислам дека можеби еве јавноста треба да го бара или ние да идеме и да го бараме од општините, да бидат целосно транспарентни, да покажуваат како им доаѓаат приходите, како се трошат, бидејќи на локално ниво транспарентноста низ многу години е многу пониска и исто така би требало да ги објавуваме веројатно и по општини како се полнат даноци. Не се работи овде за транспарентност, се работи за јавна изјава на градоначалник, добро забележала нашата почитувана студентка, дека градоначалникот кажа дека на одредени заслужни граѓани ќе им се простат сметките за комунални услуги. Внимајте, доколку општината Сарај побара од градоначалникот или постои прашање зошто општината Сарај е затрупана во смет, ѓубре и така натаму, тоа е транспарентноста. Но, јас имам некои информации дека ова градоначалник го прави затоа што врши притисок неговото банкротирано комунално предпријатие, услугите ги преферли на град Скопје. Тука веќе настанува проблем. И мислам дека тоа нема да се случи. Инаку, такво ветување, за таква селекција и против законот и против уставот, и мислам дека органите, доколку тоа е случај со општина Сарај, треба да преземат под наитно мерки. Прво, вие, министри, уште утре треба да пратите инспекција таму. Добро, благодарам. Благодарам. Да. Цветковски? Да, морам да кажам, тука твоето гостување во минатата емисија предизвика доста реакции во јавноста, особено на Facebook. Ќе кажам, тоа е веројатно затоа што ти си член на една политичка партија, на ВМРО ДПМН, па беше обвинет на Facebook дека практично добиваш нарачани прашања од партијата и така натаму. Пред емисијата се говоривме јас ова да го кажам, за да кажеме дека твоето гостување тука е како студент, вие сте повикани од мене овде како студенти, и секој од вас може да има и своји политички ставови, и тоа мене воопшто не ме интересира, сите можете јавно да ги прокламирате и кажете. Предпоставувам дека и ти имаш да кажеш нешто во врска со ова. Така е, Младен, ти благодарам. Како долгогодишен политички активист, секако нели моите прашања се под влијание на моите политички обидувања, но тоа не значи дека се нарачани. Јас би сакал да ги уверам гледачите дека моите прашања се автентични, се нели лично мои. Истоверемено би сакал да се заблагодарам на тимот на 24 отворено за соработката која што имаат со правниот факултет Јустинијан I и за можноста која не даваат на студентите, и би препорачал на другите телевизии да ги следат ваквите добри практики. Кога сме веќе кај прашањата, би сакал да насочам едно прашање кон господинот Харедини. Велите дека има илјадници вработувања во нели државни институции кои што не одат на работа, но се плаќаат од буџетот. Кажете ми колкав процент од тие вработувања се поради рамковниот договор и нели за да се исполнат одредени квоти предвидени во истиот? Па тие не се вработени воопшто. Тогаш на кој начин примаат? Примаат, прашај го министерот за финансии. Ја можам да одговорам на ова прашање. Значи, ова е проблем кој што ние го наследивме, значи кој што претходната влада го креирала, но еве сега можам да, иако ова не е на финансии, практично знае почитуваниот Харедини дека секој ресурси ги потпишува сам платите. Во моментов постои фаза на пречистување на тие списоци, на префрлање по институции кои што се спроведува од страна на владата, и апсолутно како многу други проблеми што наследивме од неизмирени обврски, па и ова е еден од тие проблеми во фаза е на решавање и веројатно многу брзо нема да постојат такви. Тоа не е точно. Ова се вработувањата од претходните влади од ВМРО, сите се вработени со решенија. Сите имале работни места, сите.
Само овој феномен е, стојат работниците, неверојатно невиден феномен, дискриминација на дело, тоа што се мисли да се прави во иднина, меѓутоа тие луѓе се подценуваат, тоа се млади луѓе и невозможно е да слушаме ние министерот Манчевски сега наоѓа работни места, а тие работни места кај биле до сега? И како се наоѓаат работни места? Да ги прераспоредиме. Значи се работи за едни длабоко политички проблеми. Ви благодарам. Се префрлуваат, например, ние во финансии од рамкове имаме превземено мој роднини. Ја ви велам дека е во фаза на решавање, ние во финансии имаме превземено. Добро, благодарам, да оставиме и други прашања за студентите, да. Поправо е. Добро. Би сакал истовремено да насочам едно прашање кон господинот Тевдовски. Господин Тевдовски, кажете ми, зошто со новиот ребаланс ги повлековте предвидените средства за обнова и реконструкција на студентските домови? Значи, ние јасно кажавме при ребалансот дека секаде каде што има намалена динамика на реализација, дека од тамо, каде што се гледа дека не може да бидат завршени градежните работи, па да дојде до плаќање, дека ги пренаменуваме на друго место. Тоа не е прв пат што го прави Министерството за финансии. Секогаш праксата на Министерството за финансии било кога има послаба динамика на реализација на проекти да пренамени. Благодарам. Добро вечер и од мене. Јас сум Мартин, кој што образовниот процес го поминал и на економскиот факултет и на додипломски и на магистарски студии. На почетокот сакам да констатираме една заедничка работа со господинот Хајдерини дека овој закон кој што се однесува на прогресивното одданачување во оние рамки на некој начин на кој што е предвиден, нема воопшто да има никакво влијание врз иселувањето на младите луѓе со оглед на тоа што доколку убаво се објасни во јавноста, опфатот и финансиските средства кои што би се задржале од истиот се навистина многу мали, а даноците и останатите работи и трошоците за живот се многу поголеми и повисоки во странство. И верувајте, и странските фирми кои што ги плаќаат фриленсерите кои што работат во Македонија, им одговара 10-15 евра данок повеќе и нивната работна сила ќе биде поевтина, доколку тие би отишле во странство и би се бореле на тамошниот пазар. Меѓутоа, имам две прашања кон актуелниот и кон поранешниот министар за финансии, со оглед на тоа што се чинители од двата најсериозни... Тај се има поранешни. Да, за тоа се дообјаснив, кои што се чинители на моментално најсериозните политички субјекти и фактори во државата. Најпрво кон професорот Славевски, со двајцата имам на некој начин сум имал можност да бидам дел од нивните предавања. Најпрво кон професорот Славевски по предметот макроекономија, а на економскиот факултет и по другите предмети сме учеле кога е во прашање прогресивниот данок, дека тој е социјално рестриктивен данок. Односно дека 1000 денари за фатнина на 10.000 денари примања, просто објаснувам чисто да се гледаат бројките, значи многу повеќе него 10.000 денари за фатнина на 100.000 денари примања. Односно за обичните граѓани тоа многу повеќе значи, барем така не учеле додека сме биле на факултет. И тука ми се ствара таа дилема дали сте застапници за социјално рестриктивен данок од една страна или можеби сте застапници на моменталниот данок кој што треба да се воведе, кој што не го поддржувате и можеби сметате дека треба да има повисоки прогресивни стапки. Тука ми се ствара таа дилема, а до министерот Тевдовски прашањето е, слушаме во јавноста целиот изминат период од повеќе од година дена, сите фактори, сите чинители кои што се засегнати од моменталната мерка, требаше ли можеби и порано да се донесе овој закон? Благодарам. Ево, сосема накратко, добар дел се повикавте на предавања, економска теорија и така натаму, добар дел од економската теорија смета дека најправеден данок е пропорционалниот данок. Веднаш штом ќе го напуштите пропорционалниот данок, вие завлегувате во еден океан на неизвестности. Ево, се ме прашувате дали повисоки прогресивни стапки. Па видите, една социјалистичка влада во Франција отиде со 70% маргинална стапка кај повисоките примања. Луѓето ја напуштија демонстративно земјата, земаа други државјанства и така натаму, се смени владата и се укина таа мерка. Јас не сум целосен апологет на
пропорционалниот и нарамниот данок. Но и наоѓам охрабрување кај бизнес заедницата и кај голем дел од граѓаните на Република Македонија дека се уште состојбите во Република Македонија се такви што рамниот данок најмногу одговара за состојбата. Позитивните ефекти се докажани на дело. Во намалување на невработеноста, бизнисот тоа многу добро го прифати, мерка која што толку беше напаѓана, министерот за финансии Тевдовски, неговата влада не собра храброст да ја воведат уште на 1 јануари оваа година, така да има тука нешто што е подлабоко. Ајде, значи, за воведувањето. Не беше тоа овие ефекти од тоа да. Нас било кој данок да воведеме и овој тој, ние немаме можност да спречиме одливот на работната сила да оди во странство. И тие бројки после статистички овде се деформираат. Нас ни одат затоа што сиромаштија е голема. Услови нема овде за работа. И ќе ни одат уште, jer се што е испод 500 евра, тој ако оди, сега ги најавуваат мерките во Германија од наредната година. 900.000 луѓе им требат работна сила. А ние овде губиме време, 2 години одлагаме, овој данок ќе го одложиме за 25-та, за овој така натаму. Ние сме во ситуација акутна да мерките за спречување на одливот. Ништо овде нема да биде потребно ако вие сите гледате перспектива надвор од оваа земја. Благодарам. Може, повелете Тевдовски, прашањето за вас. Бидејќи се од економски факултет, ја мислам дека и добар пример е и професорот и јас сме од економски факултет и треба да се каже дека според мене треба да има вакви дебати и да седиме не ние само и различни и од различни политички партии и да дебатираме на вакви теми. Зошто ја еднаш зборував зошто одложивме да биде од оваа година, значи сметавме дека заради состојбата во економијата, политичката нестабилност, дека треба да се воведе покасно. Еве, сега сметаме дека е време. Околу прашањето пропорционален данок, мислам ја еднаш го кажував во текот на емисијата. Тоа мора посебно на младите луѓе да им е јасно дека прогресивни даночни системи има во Америка, има во ЕУ, доминираат освен со неколку земји кои што се исклучоци од во моментов постојат само во поранешни социјалистички земји рамни даноци. И тоа мораме. Единствена западноевропска земја која што превзела рамен данок е Исланд, 2007-2010 го напуштила. Да не мислат, бидејќи што е проблемот? Мислам дека посебно тие кои што не се економисти, млади луѓе, тие сметаат бидејќи живееле во последната декада на рамни даноци, тие мислат дека рамните даноци се најдобри и дека дури имаше некои колумни за мене пишувани дека ако се борите за поправедни даноци или прогресивни, дека сте, не знам, социјалисти или нешто не е точно, капиталистичките земји најмокните го имаат прогресивниот данок. За волја на вистината и во Америка за студентите само една реченица. Има предлози за воведување на рамен данок, ама не може политички да се спроведе. Како што нема услови политички да се спроведе и двостолбен пензијски систем. Италија, новата влада, следете, сериозно размислува за воведување на рамен данок. Да, и уште нешто, ако е за студенти. Значи, во некои земји има рамни даноци кои што се во моментов со 20% или со 18%. Значи, една стапка 20%. И веројатно ако предлозите кои што се, например во Германија пред 15 години имаше предлози за рамен данок со многу висока стапка, значи зборуваме за стапка која што е повисока од нашата втора. Значи и тоа треба да биде јасно. За чисто да видат колку е практично што значеше рамен данок во Македонија со такви стапки. Според мене мора да сватиме дека државата мора да има приходи да ги сервисира тоа што се столбови во општеството. Здравство, образование, социјала, ако нема такви приходи, со што е можно ако оди со такви рамни даноци, значи не може практично да обезбедува јавни услуги. Благодарам. Во долниот ред има уште некој тука за прашање? Добро, повели Билјана. Јас имам уште едно прашање во однос на нешто што претходно се спомна на маса. Дали сметате дека со имплементирање на овој начин или на
на оданочување, би можело да дојде до само се Без брзање, слободно. Да. Само да си ја испрецизирам мислата. Ако. Значи, со имплементирање на овој начин на оданочување, дали сметате дека може да се дестимулираат граѓаните со тоа што нели збориме за тие што имаат повисоки примања, но се против плаќање на поголеми даноци, кои што нели сепак на крајот на краиштата би го побарале излезот во надворот нашата држава, а на тој начин овој концепт и би можел да се протолкувал како катализатор на процентот на иселеност. Ова е одлично прашање, мислам дека главниот напад... Извинете, не, супер беше. Главниот напад на противниците не тука, на секаде е тоа дека ќе доведе до, не знам, иселување на млади луѓе, на луѓето од земјата. Значи, главно прашање е дали тие млади луѓе ќе одат во земји кои што имаат пониски даноци од кај нас. Значи, нема да одат, бидејќи ако некој се иселува во Германија, каде што, не знам, највисоката е 45, или оди во, не знам, во скандинавски земји, каде што е над 50, Словенија има околу 50, последна маргинална стапка. Значи, апсолутно, тие не одат по системи кои што ќе платат помалку даноци, или ќе бидат со пониски даночни стапки, туку одат према системи каде што имаат прво повисоки плати, каде што имаат подобри градинки за нивните деца, каде што имаат подобри здравство, образование, сервиси од државите. Сега, во Македонија многу време за ова не се зборуваше. За да имаме вакви сервиси, мораме да имаме и подобри буџетски приходи. Македонија во моментов има најниски... Добро, во Македонија има најниски буџетски приходи во Европа, заедно со Косово и Албанија. Само тоа се зборуваше. Извинам, нема Молим дека ова не се зборува. Сме заборавиле, министре. Ако не се зборувало. Да, помнате господине Хајредини. Да. Не се зборувало досега, откако дошол тој се зборува. Така. Добро. Па сигурно не си во право. Добро. Ги дезинформираш. Не, ние ги намаливме даноците, внимавајте да не забораваме. Добро, малку простуваме на младост, забораваме дека ние бевме во катастрофална ситуација кога скоро 40% од работната сила беше невработена. И тогаш требаше нешто радикално да се направи, да се намали разликата меѓу бруто и нето платата, односно да се намали цената на трудот. И тоа беше направено и тоа даде резултати. Ако вие сметате дека се исцрпени придобивките и нели сме стигнале ниво на развој на Германија, Америка и така натаму, споредувајте се со нив. Не, значи се воведува прогресивно праведно даночување, Албанија не го достигнала, не ја достигнала Германија, а вовела, бидејќи смета дека веќе треба да се бори, значи да прави притисок институциите да имаат поефикасни трошења, да има механизам кој што ќе прави повеќе прибирање од директни даноци, а рамниот данок ја така почнав, дека ако го гледаме колку собира, како се собирало како процент од БДП, што е исправно, значи во низ годините тој ги намалува буџетските приходи. Од 2,6% од БДП, се зголемени повеќекратно. Значи во апсолутен износ, а во релативен како што треба се гледа према БДП е намален. Значи, ви ги покажа. Благодарам, тука одиме на куса пауза за реклами и се враќаме со финалето на дебатата. Повторно во студиото со финално прашање. Теловски, веројатно за една година повторно ќе седнеме некаде во студио за да ги видиме ефектите од сево ова што се прави. Во однос на бруто домашниот производ ќе треба некако да ги мериме. Вие очекувате сериозни поместувања? На бруто домашниот производ? Не, зборуваме на даночните ефекти во однос на бруто домашниот производ. Па ние сметаме... Само на овој данок, не сите даночни. Не, зборуваме сега и на овој и на... Ние сметаме дека ова што го најавуваме, дека ќе биде, значи нашата проекција од 25 милиони евра ќе биде обезбедена во буџетот. Зошто? Значи така е дизајниран сега да не влегуваме повторно во детали да го оствари тоа, но исто така за мене е најважно ако зборуваме за идната година, сметам дека веќе сме многу блиску до членство во НАТО
и до стабилноста и безбедноста кој што тој ја носи, дека 2019 година ќе биде многу по-оптимистичка година. Професор Славевски зборуваше и за случување во глобалната економија. Да, ние следиме што ќе се случува, но сметам дека оние макроекономски фундаменти на економијата се силни и дека можеме да очекуваме остварување на повисок раст во 2019 година. Тоа се проекциите и на меѓународните институции кои што различни, сите над 3% проценуваат во следната година. Славевски, Арсовска, во однос на овој прогресивен данок, практично сте противници, да речам, а што е навистина проблем да се платат плюс 500 денари, 1000 денари на плати од 1500-2000 евра? Експертите се изјаснија дека фискалните ефекти ќе бидат минорни, и овдека тоа беше јасно. Само подсетам дека во 2007 година со намалување на даноците ние имавме за 20% повисоки приходи од што оние што беа планирани. Значи со намалени даноци. Зошто? Затоа што се намали сивата економија. Нема да се реализираат овие, нема да се остварат овие 25 милиони, затоа што ќе се зголеми даночната евазија. Ево, останува да видиме, затоа што ова најверојатно и со поддршката на изјавите на премиерот ќе биде реализирана. Значи не се работи сега за тие суми кои што вие кажувате, се работи за една погрешна мерка во погрешно време што ќе има негативни последици. И јас уште еднаш ве упатувам, верувајте им на оние кои што го создаваат колачот. Оние кои што вработуваат. Бизнисмените, бизнис заедницата. Тие се грижат и за своите вработени. Тие се жестоко против оваа мерка. Добро, да, денеска има соопштенија, меѓутоа не сите беа жестоко против. Беше експанзија на глобалната економија и добар дел од ефектите се тамо. Но ако се гледа како процент од БДП, значи ефектите од рамниот данок се помали прибирања во помали приходи во буџетот. Благодарам сега да не отвараме таа дебата. Арсовска, претпоставувам дека бизнисмените се снаодливи и ќе мора да се снаоѓат и во овие нови услови на работење. Ќе се снајдат бизнисмените секако. Треба да имате во предвид дека половина од тезите денеска што беа поставени дека се делумно точни, а другата половина дека се неточни. Прво, малите предпријатија кои што се предоминантно ги опфаќаат најголемиот дел од стопанството, практично се само вработени лица. Тоа се мали компании каде што имате од 1 до 2 во микро до 10 во малите компании, тие се практично семејни компании или компании на 2-3 предприемачи кои што отпочнале нешто и се обидуваат нешто да направат за себе и за собствениот бизнис. И треба да се апелира и да се најдат мерки како нивната храброст да се стимулира, а не да се плашат. За нив нестабилноста, затоа што тие никој од нив не заработува повеќе од 90.000 денари. Тие имаат 300 евра плата. Апсолутно не се зафатени. Не го спориме ние тоа дека не се зафатени. Тоа од старт го кажавме. Никој од микро и малите предпријатија, па дури и во средните ретко кој е зафатен од ова. Тогаш зашто отпор толку кон? Затоа што влива несигурност. Се будите од сабајле и во сабота некој ви кажува од први ќе имате закон. И се закачува законот на еден. Ние апелираме не само сега да не бидам нефер, па морам да кажам дека 5 години апелираме дека е потребно да се отпочне со борба со сивата економија. Еден момент. Вториот момент е имаме закон за забрана на вршење на нерегистрирана дејност кој што се уште нема ниту еден човек кој што е глобен или воведен во системот од неформалната економија во реал секторот, односно во формалната економија. Кога ќе ги видиме првите резултати, барем едно лице да биде регистрирано и да почне да плаќа, па макар и 2% данок, а не 10 или 18%. Верувајте дека сериозни фискални импликации ќе има по буџетот и по собирањето на средствата, доколку овие 30% ги воведеме во системот и ги натераме да платат барем малку данок од она кое што сега го имаат како оптеретување малите фирми. Благодарам, веројатно престојат сет мерки. Хередини Кусо само ве молам. Па Кусо сакам да кажам дека ова промена сега од прогресивен данок само на еден вид данок на дневен ред. Да. Само на еден. Мал не може да и бил и не бил. Не може да има негативни, големи последици, нити позитивни. Значи, беззначаен е.
Добро, благодарам. Рековме пак ќе седнеме за една година, па ќе видиме уште поентите на вечерашната емисија. Лицата со највисок доход во 2017, тие кои што влегуваат во 1%, имаат просечен месечен доход од 4486 евра, што е 14,4 пати повеќе од просечниот доход на земјата, кој што е 311 евра. Најголемиот дел од граѓаните во Република Македонија, или 90%, гледате дека од овие анкети кои што излегоа и од Светската банка и од нашите домашни институции, дека секој трети човек е на работна сиромаштијата. Значи, никој од тие луѓе нема да биде опфатен во овој дел. Не отидоа нас луѓето и тие што се и со високи плати, не отидоа. Затоа што не им се седи во оваа држава, jer и 500 евра тој што е способен му е мало. Значи, овде е една идеолошка разлика дали да се товарат со повисоките плати повеќе. Бизарно да се тврди сега ево 25 милиони собираме како Робин Худ, нели, кој што ги ограбувал богатите, да ги на некој начин награди сиромашните, така што овие тези да речам, може да верувајте и моите студенти се чудат на плиткоста на ваквите тези, односно објаснувањата. Да, благодарам на сите што беа вечерва во студиото, благодарам на студентите од правниот и од економскиот факултет и почитувани дискутанти, се надевам дека разглобивме барем дел од оние дилеми во јавноста што се однесуваат на овој закон, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, веднаш следува ново продолжение на серијата Афера.